Добра вечер, драги слушатели на Радио Марија Македонија. Во студиото вечерва со вас е Јасна Маргарета, а гостинка во студиото е една прекрасна жена која е исклучителна, значи затоа и одбрана да биде моја гостинка. Тоа е Сузана Тунова Пауновска. Па добро дојдовте во Радио Марија Македонија. Ви благодарам. Навистина убаво се чувствувам тука. Баш така да ве прашам како. Сузана, вие сте пред се една интересна жена со вашето постоење и со вашата работа. Вие сте жена која се бави со хуманитарна дејност и баш не интересира, ја сакам и слушателите малце повеќе да ве запознаат као таква. И јас морам да кажам дека сте секретар на град Скопје, да, на Црвен крст, нели? Така. Меѓутоа сметам дека не сте повеќе тука за таа титула, колку повеќе сте за вашата работа и вашето чувство на една хумана работа што ја работите. Кажете нешто од вашите детски денови. Значи, како тргнала таа желба? Како се формирате вие? Дали семејството е еден дел на вашиот живот? Пред се сте христијанка? Така. Значи, може би и Бог? Така е. Не знам. Јас, еве, тука сте, па кажете нешто за тоа време. Па мислам дека се работи за некоја комбинација, заради тоа што секако семејството е нешто што за сите нас е важен момент, заради тоа што тука почнуваат сите оние основни, да кажам, сознанија за тоа што значи да се биде хуман, да се биде човек, да се помага на човек во неволја, да се препознае проблемот во заедницата, да се реагира на тој проблем, да се мобилизира хуманоста. Така да мислам дека семејството секако одиграло големо значење во мојот развој. Меѓутоа секако тука се и некои, да кажам, моменти што јас ги имам слушано од мојата баба и дедо, бидејќи моето семејство, пред се семејството на мојот татко, се деца бегалци од егејскиот дел на Македонија, кои што својот живот го започнале во северниот дел на Грција, значи денешна егејска Македонија, а понатаму нели со цивилната војна 44-та година морале да го напуштат својот роден град и да тргнат по Бугарија, Чешка, Војводина, Србија, па да дојдат во Македонија. Јас имам дома слики во кои што можам да видам дека мојот татко бил облечен во облека која што ја донирал Црвениот крст за него, потоа имал две различни големини на чевли, различна боја, значи едноставно навистина многу тешко било сето тоа да се излезе од дома и повторно да се најде катче негде во светот каде што ќе можеш да бидеш човек, да живееш, да создаваш, да основаш семејство, да градиш деца поред себе кои што ќе бидат одговорни социјални луѓе. Мислам дека сите тие комбинации се многу важни за мојот развој, бидејќи јас својата хуманитарна работа ја започнав уште кога имав само 10 години во основното училиште, кога бев член на екипата за прва медицинска помош и од тогаш мислам дека едноставно се роди таа желба во мене дека морам да бидам на некој начин предодредена со моите предиспозиции како социјална личност да на некој начин ја реализирам таа хумана мисија. Така да мислам дека исто тоа беше многу важно. И така започнаа моите први чекори во Црвениот крст како волонтер, па пута сите оние собирни акции, ако се сеќаваат слушателите, со оние касички на Црвениот крст пред супермаркетите, мали собирни акции кои што во тоа време ги организиравме, значи живеевме во едно друго општество. Така да мислам дека сите тие елементи допринесоа на некој начин да можеби во тој период и не бев свесна дека таа хуманитарна работа мене ќе ми биде професија и покрај тоа што јас се образував да бидам медицинар, значи моето средно образование, потоа факултетот, значи цело време додека се образував за една одредена професија, јас паралелно со таа професија работев и волонтирав во Црвениот крст на Македонија, работев за поддршка на стари лица во старските домови низ Скопје, учествував во сите соберни акции што ги организираше Црвениот крст, бев и делегат во тогашниот Црвен крст на Југославија во Белград како претставник на Македонија, на Социјалистичка република Македонија. Значи едноставно паралелно моето образование одеше заедно со таа хуманитарна работа која што цело време волонтерски ја обавува во Црвениот крст на Македонија. Интересна е, значи, од старт приказката. Јас ќе кажам само едно, дека да бидеш хуман, тоа значи дека многу сакаш. За да имаш љубовта во себе, треба да си навистина широк човек. Твоето срце треба да ја отвори вратата, па би се изразила вака, можеби и подуховно на Господ.
Така е. За да неговата божествена љубов влезе во тебе, за да ја дадеш и историш понатаму кај луѓето. Да, мислам дека и тоа е многу важен момент и навистина мислам дека сите луѓе го поседуваат тоа во себе, меѓутоа некои луѓе едноставно го имаат тоа како дарба од Господ и едноставно тие луѓе се предодредени да работат таа работа, затоа што имаме ние многу хумани граѓани кои што се дел од собирни акции, кои што учествуваат во сите тие повици кои што ги прават невладините организации, католичката црква, православната црква, значи сите организации кои што се бават со хуманитарна дејност на некој начин и поддршка на ранливи категории на население, меѓутоа граѓаните едноставно учествуваат во тие акции, тоа е тоа, тука завршува целата работа. Меѓутоа има луѓе кои што едноставно се имаат предиспозиција да бидат организатори, да бидат тим лидери, да бидат водачи во целата таа работа, како што тоа го направила и мајка Тереза, значи едноставно да го повеќат позади себе целата таа армија на хумани луѓе да ги мобилизираат, едноставно се мобилизира моќта на хуманоста во едно општество, како би можеле нели да препознаеме некои проблеми и да подадеме рака таму каде што треба. Ја мислам, Сузана, дека кај тебе секој човек го носи Бог во себе. И секој човек е вреден да се сослуша и да му се помогне. Тоа не мора да биде материјално само. Тоа може да биде и сослушување на некоја ситуација, на некој мигот на тој што го слуша му е битен. Мислам дека во таа игра покрај твоите бездомници, ти имаш доста бездомници. Така е. Ке можеш ли нешто за нив да ми кажеш? Да, какви секако личности среќаваш? Значи во текот на мојата волонтерска работа, значи негде јас до 1993 година бев волонтер на Црвениот крст и тука се среќавав со голем број на луѓе кои што едноставно имаа потреба понекогаш само од добар збор, насмевка, поддршка, подадена рака. Значи како што рековте, не се работи само за материјално, се работи некогаш за еден вид сослушување, некој совет, некој свој искуство да го споделиш со човек, да му се покаже на некој место светлата точка, дека постои, дека може едноставно да се следи сето тоа и дека има излез. Сметам дека секогаш постои излез и решавање на проблемот, меѓутоа треба само правилно да се насочи енергијата. Од 93 година, значи, како волонтер на Црвениот крст, почнав исто така волонтерски да работам во камповите со бегалците од Босна. Значи, тогаш работев со децата од Сребреница, волонтерски 3 пати во неделата, и така некако се насочи мојата понатамошна, да кажам, професија да бидам дел од канцеларијата на Меѓународниот Црвен крст, кој што се отвори 93 година во Македонија. И така ги водев сите тие кризи со бегалците од Босна, па потоа Косово, па домашната криза што беше, бев координатор на сите тие здравствени и социјални програми, заклучно со 2003 година. 2003 година ми се понуди позицијата да бидам секретар, значи да ги организирам сите хуманитарни активности на територијата на нашиот град, и јас тоа го доживев како предизвик. Значи можев и да одам надвор, да работам за Меѓународен Црвен крст на мисии надвор од Македонија. Меѓутоа сметав дека можеби треба да направиме нешто повеќе за оваа наша мала држава која што навистина во себе има голема љубов. Сите граѓани кои што се тука едноставно зрачат со нешто што понекогаш можеби од различни причини не може да го доловиме, меѓутоа го поседуваме. И тоа ми беше предизвик дека Црвениот крст на град Скопје може да навистина направи големи промени во нашиот град токму во тој контекст. И така почна и приказната со пунктот за бездомници. Едноставно среќавав многу луѓе кои што имаа потреба човечкиот интегритет да им биде заштитен. Значи тоа се луѓе кои што од различни причини го живеат тој живот. Навистина се интересни сите тие нивни приказни и треба навистина да се има голема доверба стекната од нивна страна, бидејќи тоа се луѓе кои што го имаат изгубена довербата во општеството, во луѓето. И навистина е тешко да се допре до нив, да се сруши таа бариера која што имаат направено, заради тоа што тоа се навистина прекрасни луѓе кои што длабоко во себе се, луѓе кои што си имале некогаш сопствен дом, сопствено катче, семејство, чудни се приказните нели животни. И токму заради тоа мислам дека пунктот за бездомници се роди како една идеја за поддршка на овие луѓе. Направивме една проценка во градот Скопје што е тоа што им треба на тие луѓе и дојдовме до заклучок дека им треба неколку пати во неделата место каде ќе можат да дојдат, да се чувствуваат како луѓе, да ја променат облеката, да си одржуваат хигиената, да имаат контакт со лекар, со психолог, со социјален работник, да имаат можност да испијат чај, кафе, да поразговараат, едноставно да се прикаже целата таа целиот тој нивен квалитет што го поседуваат, а некако е тргнат на маргините поради се она што им се случило во животот. Посебно сум горда на овој пункт заради тоа што луѓето што доаѓаат тука полека ја добиваат големата доверба
потреба во нашата организација и во последните неколку години значи успеавме 5 лица од нив комплетно да ги ресоциализираме, да најдат работа, да најдат свој повторно дом, да му веруваат на човекот и на општеството и тоа е нешто што навистина е што понатаму ме води дека има излез за се, има можности се да се реши, само треба да се биде истраен во целата работа и често пати тука многу ми е важна таа реченица која што ми е како да кажам ме води во целиот тој дел на хуманитарната работа, тоа е реченицата од мајка Тереза дека и покрај тоа што понекогаш ќе бидеш осудуван за тоа што го правиш, не треба да престанеш, дека треба и понатаму да го правиш. И прави го. И ти навистина многу убаво го правиш. Значи, јас сум одушевена од работата. Ке кажеш ли нешто за наградата што ја доби? Во однос на наградата Мајка Тереза е нешто што за мене, да ви кажам дека јас кога бев известена дека сум ја добила, бев многу некако не подготвена за тоа, затоа што јас во мојот живот никогаш не се трудев да добивам награди, не се трудев за да бидам на одредена функција. Едноставно сето тоа си доаѓаше само од себе. И кога бев информирана, беше многу важно да ја знам постапката како дошло до сето тоа. Јас мислам дека наградата ја добив во моментот кога луѓето од пунктот за бездомници ја напишаа таа иницијатива за да бидам наградена и мислам дека тоа беше најголемата награда. Кога видов кои се луѓето кои стојат за таа граѓанска иницијатива, значи тоа се луѓе кои што едноставно го препознале тоа што едноставно им е важно за како поддршка во нивниот живот и мислам дека наградата беше само да кажам таа завршница на целата таа убава работа и мислам дека мислам многу е убаво чувството да некој го вреднува твојот труд. Тоа е нешто дополнителна мотивација за мене дека треба да продолжам и понатаму, да бидам и понатаму истраена во сите тие идеи, во тоа дека заедно можеме се да направиме, дека можеме светот да го направиме подобро место за живење за секој човек. Секако се слагам со тебе и ќе одиш и понатаму нормално во овие чекори во кои чекориш. Сметам дека овој пат ти е сепак не е само дарба, нормално дарба од Бог и патот кој го трасира. Ти си сега повторно во една акција со овие бегалци. Така, мислам дека си да, каква е сега тоа чувство? Тие луѓе доаѓаат од тие земји од Палестина, нели? Луѓе кои се како изгубени, а можеби искористени, не знаеме што. Меѓутоа сепак луѓе кои се сакаат. Како поминуваш таму во кампот? Нешто имаш да ни кажеш за тоа? Да, навистина сакам да го споделам тоа со слушателите заради тоа што сите оние муабети и стереотипи кои што ги слушаме, нели, во секојдневието, дека не треба да ги генерализираме работите, дека тоа не се луѓе кои што се терористи или членови на ИСИС и дека прават само проблеми таму каде што поминуваат, апсолутно не. Видете, многу е тешко да се спакува целиот живот во еден ранец, во една торба, да се стави на грбот и да се тргне. Тука имаме жени, трудници, деца, стари лица, лица со посебни потреби. Навистина е тешко да се поминува тој долг пат од Сирија, од Иран, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, за да се стигне до Европа. Повторно, многу убаво кажавте дека тоа е нешто што не можеме ние да го зборуваме. Мислам, кога се наоѓаш на границата со Гевгелија, имаш чувство, значи во текот на летото, кога имавме и по 11.000 луѓе дневно, како да е некоја преселба на народите. Меѓутоа, ние имавме мисија на тие луѓе да им го заштитиме интегритетот, да им ја подадеме раката, да им ги за толку кратко време колку што се задржуваа во Македонија, да им излеземе во пресрет на нивните потреби. Значи, воопшто како хуманитарни работници не се воопшто оптеретувавме со тоа што е позадината за нивното движење. Сигурно. Тоа е нешто што треба да го мислат политичарите и оние кои што ја креираат, да кажам, судбината на овој свет и мислам дека навистина треба да малку сето тоа да се стави на некои други, да кажам, во други димензии да се разгледува, бидејќи навистина е тешко таа река од луѓе да се гледа како оди по секоја цена, значи да стигне до една финална дестинација каде што повторно ќе има дом и можности да има среќен живот. Јас лично сум убедена дека сите тие луѓе кои што продефилираа минатата година, негде околу 900.000 низ Македонија,
дека не би сакале да живеат во Европа. Тоа се луѓе кои што имаат друг културен менталитет, други навики, друга вера, друг начин на живот. Тие луѓе секако би се вратиле во своите домови кога не би имало војна и кога би имале подобри услови за живот. Лично сум убедена во таа моја мисла и мислам дека по смирувањето на ситуацијата на Блискиот Исток дека тие луѓе би се вратиле, затоа што никаде не е како дома и дека најголемиот ефект луѓето го постигнуваат таму каде што се родени и таму каде што ја познаваат средината во која што растеле. Сузе, ти си мајка, жена си. Да, јас Како постигнуваш сето ова? Скромна си, гледам многу скромна и во студиово. Со самото понашање, со самата гардероба како влегуваш во ова студио. Изузетно скромна особа, мајка. Како успеваш се тоа да го искомбинираш? Па мислам дека за се има време, секако семејството е тоа кое што ти дава поддршка. Мислам дека за се има време, може да се организира сето она што значи професија, потоа нели одредени активности слободни кои што треба да ги посветиш на родителите, на пријателите, на луѓето кои што те сакаат и те окружуваат со љубов и со поддршка, така да сето тоа кога ќе се собере, навистина те храни, ти ги полни батериите. Има така некои мали моменти кои што си ги оставам сама за себе, со добра книга, добар филм, малку разговор со пријателките, така да сето тоа допринесува да може добро да се организираш и на крај повторно да бидеш успешен. Понекогаш знам да паднам, да кажам, и психички, и психолошки, никако да се разочарам, меѓутоа тоа многу кратко трае, затоа што повторно верувам дека за се има решение ако си има желба и љубов кон луѓето. Мислам дека ќе продолжиш со оваа работа без граници и дека до крај ќе ја тераш до крај на твојот живот. Ја мислам дека тоа го гледам, тоа го осеќам овде во студиото. Па интересно беше, значи, кога одлучив веќе да останам во оваа бранша и да бидам хуманитарен работник, а не да работам во ординација, значи пресудно беше мојот разговор со една шефица која има во Меѓународниот Црвен крст, Маргарита Басел Лагос, која што живее во Перу и која што на 75 години минатата година специјално дојде во Скопје повторно да се види со мене. Значи таа е жена која што некако мислам дека и ме насочи во целата работа, го препозна тој елемент во моето работење дека на нашата држава, на нашиот Црвен крст ќе му треба човек кој што ќе може да го изменаџира сето тоа што значи хуманитарна работа на терен и едноставно ме посоветува дека треба да останам во оваа организација и ете, тоа се случи, веќе 22 години сум во Црвениот крст и мислам дека ќе продолжам без разлика дали ќе бидам професионално ангажирана, меѓутоа мојата волонтерска работа секако ќе продолжи до крајот на мојот живот. Баш ми е драго и мислам дека со ова и ќе го завршиме ова наша средба овдека во студио на Радио Марија. Пред се ти благодарам што од толку ангажман одели време за нашите слушатели на Радио Марија и се најубаво. Ви благодарам, навистина беше прекрасно да го споделам она што го чувствувам заедно со слушателите на Радио Марија и секогаш во секој време сме отворени за соработка и за убава мисла и за размена на добри искуства. Добро, пријатно и до гледање на нашите слушатели. Што станало? Дај малку светлина во тоа нивно сивило. А староста пристигнува ко туња есенска, обоена со златна боја, вечна судбинска. Мисли на сите тие добри луѓе, бар понекога. Срце широко отвори, нек ги штитат
na solza me kova. Tije tažni oči, najveke od se kažuva. Ko na stara crno-bela fotografija, na babini kolačinja, moj to detstvo